Пред да се фрли од терасата, Ивана заедно со нејзината ќерка Катја била на видео повик со нејзиниот сопруг Стојанче Јовановски, кој е обвинет за наведување на самоубиство, нанесување телесна повреда и загрозување на сигурноста. Ова го сведочеше Мартин Саздов, кој бил во врска со Ивана и бил присутен на трагичните настани на 2 март. Ивана според сведокот била многу исплашена и во лоша психичка состојба и повеќе не можела да издржи. Стојанче се заканувал дека ќе објави јавно експлицитни видеа од неа и дека ќе го земе детето и станот. През зградата ја чекале да се спакува и со Катја да ја носат кај мајка ѝ. Ивана на камера му звонеше. Јас зирнав што се случува на телефонот на Стојанче. Ја видов Ивана како стои со Катја во раце на терасата и веднаш сватив што ќе направи. Само викнав: Ивана, немој да си направила глупост. Почнав да трчам на кај влезот и само слушнав силен удар. Саздов потоа видел дека станува збор за Ивана и Катја и барал помош, а Стојанче според неговите зборови се упатил кон главната улица, на што Стојанче возврати дека немал храброст, затоа отишол во тој правец. Саздов бил сведок како Стојанче тој ден најпрвим физички ја нападнал Ивана пред работното место, потоа додека се возеле на кај суд каде од боксовите и давењето паднала во несвест. Кога пристигнале пред судот, Стојанче повторно ја тепал Ивана, која повикала полиција за да го пријави. Полицијата според Саздов после поединечниот разговор со двајцата им рекла сами да си го решат проблемот. Кога тргнале да си одат, повторно биле застанати од полицијата дека има нова пријава за закани. Јас прашав Ивана кој ти се заканува. Таа стоеше со главата надолу и молчеше. И кажа на Ивана: кажи им на полицајците кој ти се заканува. Полицајците почнаа да ја викаат: ако уште еднаш пријавиш, ќе ти пишеме казна за лажно пријавување. Им реков на полицајците: немој да ја пишувате казна, оставете ја да си оди. Физичкото насилство врз Ивана се зголемило откако Стојанче, како што тврдеше сведокот, сметал дека Саздов и Ивана го наместиле во неговиот автомобил во декември, полицијата да пронајде дрога. Ние никогаш не сме го местеле него. И викаше на Ивана: ако одам во затвор, ќе излезам, па ќе те убијам. Тоа го зборуваше и предходно. Ивана ми кажа дека Стојанче зборел цело време и предходните денови Стојанче се заканувал дека кога ќе излезе од затвор, ќе ја убие и покажувал пиштол. Ми викаше: не знаеш Мартин каков психопат е, ќе не убие. Јас си реков: не се секирај, ќе решат институциите се што треба. Саздов го запознал Стојанче во 2021 година кога заедно се вработиле во пожарна и се здружиле. Се оддалечил од него кога дознал дека физички ја малтретира Ивана. Со неа се зближил откако лани во август Стојанче на автопатот пред Штип ја претепал Ивана и ја изфрлил од автомобилот со Катја. Тогаш и Саздов започнал врска со Ивана, која поднела барање за развод, но потоа го повлекла под притисок и закани од Стојанче. Ивана според Саздов се вратила од кај мајка и да живее со Стојанче во станот, бидејќи не сакала да му го остави на сопругот, затоа што тоа е било единственото нешто што го имала и заработила.